Берзанската цена на струјата го постигна својот максимум откако во еден момент таа изнесуваше 465 евра по мегават час. Иако овој пик беше краткотраен, тој дополнително внесе неизвестност кај сите потрошувачи. Вознемирувачката состојба стигна и кај нас, а за телевизија Стар неја ја образложи енергетскиот експерт Сања Божиновска. Во времетраење од 1 час, цената на струјата на берзата во Будимпешта достигна 465,98 евра за мегават час. Сепак, како релевантна цена за дадениот ден се зема просекот на цената за 24 часа. Истакна Божиновска. По ова, уште поважно за сите е како економијата ќе се справува со енормно високите цени. Повисоките цени на берзата на струја ќе доведат до зголемување на трошоците на компаниите, особено оние кај кои учество на електричната енергија во цената на производство е големо. Затоа и компаниите мора да се сногеат како знаат и умеат. Тоа значи сопствено инвестирање во производство на електрична енергија со фотоволтаици или ќе мора да се договараат со дистрибутерите. Најлошо во целата оваа неизвестна ситуација е фактот што никој не може да предвиди до кој кат цената на струјата ќе оди нагоре. Не може никој да предвиди до каде ќе оди цената на струјата. Тоа зависи од многу фактори. Од цената на гасот, договорите со ЕУ и Брисел за зелена енергија и слично. Никој не може да предвиди, освен што традиционално на пролет струјата е поевтина. Потенцира Божиновска. Единствено решение, според економските експерти, е државата соодветно да интервенира и деструктивно високите цени, да ги стабилизира преку субвенции, се до смирување на состојбата. Практика која веќе се применува низ сите европски земји.